Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во уште едно издание на Јади Бурекна, Сител 3 телевизија. Како што ви најавивме, вечерва гостин во студиото Мирка Велиновска. Мирка, добро вечер, добро дојдовте. Добро те најдов. Добро дојде. Па сега. Наобратно. После толку емисии, уште ли ке си персираме? Повеќе од не само почет кон тебе, туку и кон гледачите, нели бон тона. Знам дека многу те нервира и те вади од такт кога доаѓаш во состојба, веќе еднаш кажаните работи да ги повторуваш, а особено кога треба да ги повториш по четврти, по пети, по шести пат. Искрено да ти кажам, иако веќе ги слушнав твоите анализи, ги прочитав твоите анализи, инспирација ми беше и народов. Не можам на пазар да отидам, бидејќи секое прашање ми од народов кога ќе ме сретне на улица, кога Мирка. Навистина, народов има потреба, му треба анализа. Малку луѓе анализираат како тебе заради храброста да ги посочиш некои работи. А очигледно дека имаш визија за многу работи и многу работи кои ги предвидуваше со години наназад, за кои искрено ја често пати сум те гледал како теле ушарена врата, признавам тоа отворено, но испадна дека си во право. Испадна и се случија токму тие работи. Контрааргументите кога секогаш ќе те најавам од другата страна што не те сака е дека си грда и дека врска немаш. Значи исто како и за мене. Значи нема објективна, например, контрааргументи на она што ти го кажуваш. А народот има потреба, очигледно, да некои работи повторно ги чуе, или можеби не дека не ги знае, туку веќе дадениот момент кој се остварува, веќе им дава дополнителна тежина од она што е кажано. Јас те поканив во емисијава, сакав да поразговарам, иако веќе направивте анализа постизборна, но не само на и изборните резултати, туку и воопшто на целата политика на онаа игра сега што се случува. Одеднаш, кога завршија изборите, кога поминаа сите овие, и знаеме на кое ниво е и опозицијата, и какви се резултатите, и што допрва треба да се очекува, дојде Ештон, дојдоа најави, дојдоа предлози и во моментов се во комбинација со позитивниот извештај од Европа кој треба да го добиеме, нели по фалбата, да не погалат по глава, колку сме добри и напредни, па ќе да добиеме датум за преговори. И веќе народов почнува да наслутува дека ѓаволот дошол по своето. Дека ќе почне повторно притисок. Знам дека народот не реагира, ама он сака да го чуе ово. Не, народот сака. Имаше едно време еден Борис Мајсторов, кога бевме деца ние, прекрасен глас. Приказни, нели, за добра ноќ. И ќе си го слушавме тоа нашето, приказната и си заспивавме. Ова, ја што го правам, изгледа исто од прилика доаѓа. Народот знае и сваќа, он сака само некој што ќе му потврди дека е во право она што го мисли. На народот не му треба веќе раскажување приказни, му треба само нови информации. Значи, не ја да се повторува, нема потреба веќе од повторување. Му треба ново. Тоа ново да го распознае некако, бидејќи никој не му го посочува. Мојата умешност не е во нешто друго. Е да ги видам пред другите, тоа е како да сум ја телескоп. Само во времето. И ги гледам пред другите да ги видат, пред со голо око да бидат видливи или опипливи работите. Само тоа е мојата специфика. Тоа е благодарение на моето знаење. Значи, знаењето е тоа што ме оспособило, ништо друго. Знаењето, секојдневното апдейтирање. Ако ти читаш, ама читаш денеска, а не си читал пред 10 години, пред 15 години, или немаш знаење од минатото што се случувало, ти не можеш да направиш добра анализа. Често пати велиш дека 2013 уште наназад со години велеше дека ова е клучна година. Па еве, почна.
што е Кетрин Ештон, што е овој, како се вика, Фуле, кога доаѓа, што е ова за пиење? Што е? Зошто се они на Балканот? Зошто одеднаш сега им се брза да ги затворат сите прашања и Босна, и Србија со Косово, и Македонија? Зошто? Затоа што е 2013, 100 годишнина од Балкански војни, која заврши со крупен договор мировен, кој ги одреди границите на сегашниве држави, со кои ние имаме проблеми и они со нас. Тоа не е од денеска за утре. Тоа распадот на Југославија само го забрза процесот. Иначе тие проблеми си стоеа. Беа замрзнати. Тоа се така наречени замрзнати проблеми. А ги инсталирала одредена моćна политика, империјалната политика на Европа, на почеток на векот, кога пропаднала една супер империја како што била турската. Они го преуредиле просторот што се ослободил после пропаста на таа империја. Секој со своите интереси, по своји интереси, со своји играчи локални. Ние го кркравме стапот, бидејќи ние бевме вишокот. Немавме политичко лидерство, немавме единствена идеја, плюс и она што го имавме како движење беше републиканско, тоа сум го кажала. Сите други што заиграа со кралства, царства, си добија по еден сатрап крал од европските династии и си направија држави. Ние останавме да висиме како Француска република у второбит. Сега се грешките исти. Кај истата Европска унија, само сега трансформирана во модерна заедница на држави, значи поранешните кралства, кои го уредуваа и го креираа ваквото буре барут, како што е Балканот, истите тие отидоа побара од нас да аплицираме за држава. 90-та година, нели? Ние аплициравме, поднесовме молба, го дадовме уставот на увид и сите други документи што се бара. Си имаше Европа формирано комисија, начело со Бадентер, ги прелистаа нашите документи, како и на Србија и на сите други, и констатираа дека само Македонија и Словенија по тој редослед. Значи, прва Македонија и Словенија ги исполнуваат услови за држава, за признавање од страна на Европска унија како држави. Словенија ја призна и сите други подоцна, Македонија остана последна. Зошто? Повторно заради тоа што одлуките од Букурештанскиот договор не подразбираа постоење на држава Македонија. Затоа беше поделена. Тие што не знаат и сакаат да заборават, а ја 30.000 пати го повторува, е дека благодарение на вистинската одлука на генерацијата македонци во Втора светска војна и начинот на која водеа својата борба, како национално-ослободителна борба, не како социјалистичка револуција, ако ја водеа комунисти. Нивната идеја беше национално ослободување, бидејќи беа антифашисти, не само на територијата на ова парче земја, значи на бившата српска зона, туку и во Егејска Македонија, каде што мнозински, бројчано, го предводеа антифашистичкиот покрет. Не грците, македонците. Уште во ова италијанско-грчката војна, 40-та година. Грција од фашистите ја бранеа македонци. И како победници во Втора светска војна, макар на ова парче земја, бидејќи во Егејска Македонија други интереси преовладаа и беше истргувана. Егејска Македонија беше истргувана меѓу русите и британците и американците. Значи, ние
на ова парче земја си го заслуживме сами. Столчето на победник и како победник имате право на во наводи ќе кажам плен. Ние не побаравме плен, ние си баравме правото да ни се признае дека сме посебен народ и имаме посебна држава. Во тоа време не беа спремни до крај да ни го дозвола тоа Западот. Тој што ни го направи проблемот и дозволија во рамките на Југославија да постоиме. Надвор од тоа, независна Македонија не дозволија. Затоа се водеше граѓанската војна во Грција. Уште 4 години. И сурово беше задушено македонското востание. Со напалм бомби од нашите пријатели антифашисти. Напалм бомбите се историја. Геноцидот се направи таму. Екзодус се направи таму. Грција е покриена со македонски гробници. Колективни. До Атина. Цел пат. И го знаат. Грчките комунисти ги имаат заведено каде се и што се. Ние уште тоа прашање не сме го отвориле со Европа. И еве ти го сега новото време, каде што рецидивот од сите тие фази и политики, ние сега као генерација треба да го расчистуваме. Ако не го расчистиме, ние следната по нас ќе го чисти. Но услов е да постоиш и да сакаш да постоиш. Целата политика овие 20 години, ние што ја гледаме, врз нас што се истура, е да не натераат да престанеме да постоиме. Тогаш ќе нема ни македонско прашање, ни ревизии историски, ни срамо и разголување на срамот на една антицивилизацијска политика, една дивјачка политика кон еден европски народ. Се ќе исчезне во моментот кој ќе решиме дека македонци нема. Поточно си го смениме идентитетот и затоа што никој во светот, како што кажа и генералниот секретар на Обединените нации Ваков, проблем нема. И ова сме го кажували 1000 пати. Човештвото не познава вакво. Познава погроми, уништување, каде што освојачот те коле, те уништува. Не познава народ сам да се самоукине, со подпис, на референдум да речеме. Не познава такво нешто. Поготово овој свет кој се декларира како антифашистички. Основното право на самоопределување е вродено право. Ти како се чувствуваш внатре, никој не сме да ти се замеша. Како се идентификуваш како индивидуа, никој не сме да ти се замеша. Дури тоа, нели сме го дискутирали? Тоа не е ни право на една генерација да седне и да рече ја ќе го сменим. Никој не го дава тоа право. Да, но секогаш аргумент е на опозицијата дека и да го смениме името ние Ама тоа се аргумент. дека ќе си останеме македонци. Па еве, ајде тогаш вака ќе ја уште повулгарно ќе речам. Ова е начин на кој резонираше своевремено Хари Костов кога ја подготвија територијалната поделба, нели сега што И Тито Петковски. да. Гробиштата ќе си останат таму, тоа е Македонија. Не е. Што ако ми иселиле, еве, Егејска Македонија, ја не сум таму. Моите не се таму. Кој ќе ти го направат тебе екзодусот, кој ќе те откорнат, ти што си? Ја памтам уште 2001 една тетовчанка после нападот на учките од Калето пред собрание легната таму со жени, деца пиштат. Вика, знаеш ли што сме ние сега? Ја носев новинарката од Дер Шпигел да прави вака репортажа за ова што ја снајде Македонија и тетовчанкава и вика, знаеш ли што сум ја сега? Овдека пред собрание. Грз трева откорната и фрлена низ Вардар. Кој ќе те откорни некој што, кај си ти? Земјата, гробиштата ќе седеле, еве го и Косово. Кај е народот? Кој ќе те протераат? Кој си ти? Што си ти? Како се викаат тие? Ај тие знаат, тие се Срби. А нас, името на земјата, никој не признава, сега не ги признаваат у соседниве земји. Кој ќе бидеш? Кај ќе идеш?
ќе го изживееш твојот живот. После, тој што го оставаш ко зад тебе како наследник, шо е? Кој е? Нема, молим ти се. Тоа се незамисливи работи. И јас не знам зашто уопште и темата за името си знаат. Луѓето пораките од овој народ се добиени, сите политичари македонски знаат. Нема ни запирка да менја од својот идентитет и од своето име. Кој што сака може да се избори. Си имаме ние фина, спакувана резолуција 817 заведена во Обединети нации. Си кажува, тоа е спор меѓу Македонија и Грција. На Грција и смета моето име. Молам, седнуваме и преговараме. Кое име? Под кое име сакаш ти мене да ми се обраќаш, ама да не, под услов да не ме навредува. Тоа е ние зашто треба да разговараме. Нема тука мене кој да ме уценува, те е НАТО, те... Зошто е ерга омнес тогаш? Знаеме зошто е. Затоа што во суштина се вели, има повеќе анализи. Една од анализите вели, не би било проблем, не би било проблем да ние во некоја друга ситуација менуваме име. Проблем е што се задира во идентитетот. Затоа што македонците не го бранат само името. Преку името го бранат и својот идентитет. Еве сега и ова. Пази, на нив им смета и за внатрешна употреба. И за внатрешна употреба. Еве зашто, ќе ти кажам. Така, ние да престанеме... Овој од надвор, да речеме со кој комуницираш, треба да ти рече, со новото име да ти се обрати, ама има ситуации кај што треба да ти напише, еве да речеме, фуле извештај за уставот. Он не може да рече сега уставот на, да речеме, еве, не знам, да импровизирам, Северна Република Македонија. Нема. Уставот, насловот на уставот е Устав на Република Македонија. Како ќе го употреби он у својот извештај? Ќе го прекрши договорот, ако рече Уставот на Северна Република Македонија, бидејќи таков устав нема. Има Устав на Република Македонија. Затоа ќе се притиска и Уставот. Затоа они барат ерга омнес, значи се, разбираш? Потпуно се. И на индивидуално, и на државно, и официјално, и неофицијално. И тоа не може да се скрие. Зошто ја забрзуваат оваа работа сега за јуни? Зошто јуни сега ја пишува в колумна, ќе ја читаш. Не е затоа што е јуни. Туку? Затоа што е годината и затоа што им се поклопува со неколку работи. Загубија како политика, евроатлантска политика, ги загубија сите војни што ги почна. Ширум Азија. Си заминуваат од таму. Државите ги оставија у хаос. Се запетља, креира атмосфера на сукоби на далечен исток, за да ја уздрмаат Кина. Северна Кореја, мисли. Добро. Кина да ја уздрмаат. Шета, нели, Клинтонка шеташе, те Виетнам, те ова, цело време роварја овие, како се викаат островите, така. Со Јапонија, што има тие камењата, така. Гледаш ти, го роварја, не, само за кашка, ништо не направија, еве сега, овој од Северна Кореја дури мајтап си прави со нив, односно ги предизвикува, веројатно во договор со Кина. Ги кошка американците. Но гледај, цела Азија пострада во страотни војни, ништо не постигна. Латинска Америка им отиде курбан, Северна Африка ја гледаме. Сега е као политичка пустина. Хаос е таму. Значи, неуспех до неуспех. Балканот, тотален крах. Они го менаџираат. 20 години они го менаџираат Балканот. Мировни договори 3 се направија. Дејтонски, овој, како се вика, Рамбуе, Кумановско-Рамбуевски и Рамковен Охридски. Сите 3 трокираат.
заглавени се. Каде ниедно прашање не е решено, а они го продадоа тоа во светот како миротворен проект пацификација на Балкан. Плюс годината е 2013, ниедно прашање не е затворено, земјите се чека, се уценуваат, се чуваат на страна. На Европска Унија и треба некој позитивен поен. Нивната надворешна политика е катастрофална. Немаат никаков ни углед, а со углед кога немаш ни влијание. Интегритетот им е сведен на нула. Што вика Нејджел Фарадж, вика Нема што да покажат. американецот што има речено, кого да му се јавам у Европа. Избрале председател. Кисинџер. Да, за Кисинџер. Who do I call to in Europe? Нема адреса. Во смисла дека бираат луѓе, тоа последното го пуштав овдека и во емисија на Нејджел Фарадж, каде што вика, кој сте вие, вика? Од каде излеговте? Вика, вие председател на Европска Унија, втора по големина земја во свет би требало Унија, свет вика, очекувате дека автомобилите ќе застанат, вика, за која ќе бидете во посета на Пекинг или на Вашингтон, вика. А имате поголема плата дури и од Обама. Мислам, тоа е она губењето во бирократијата. И сега ја потполно те разбирам дека они треба да испорачаат на вистина некаков успех. Они се не само тоа. Они треба, пази, ние не знаеме што е Европска. Нема никаков углед ни во земјите членки, ни кај нивните граѓани. Не знаеме, таа е во транзиција, не знаеме што е. Дали во кој облик ќе се трансформира, како ќе постои, што дали ќе биде соединети европски она држави политички сега нема никаква политика, никаков углед. Порано барем одеше барабар со Америка и идеја, нели? Те Блиски Исток посредуваат, те ваму таму негде ги гледав. Нема веќе. И сега они решиле, изборна година е. И таму е изборна година. Нели овие бирокративе, болшевициве сега таму треба да се реизбираат. Народ не ги гласа, гледаш во Словенија 20% излезе народ. Да, едва искачат. Значи немаат никаков легитимитет. И они мислат дека плеткајќи се на Балканот, најдобро ја знаат овде ситуацијата, ги познаваат политичарите, фино се учипени со овие мрежи невладини ваму таму медиумски, им фрлаат по некоја евро, некоја коска, некое патување и тука лесно можат, лесно можат да ни понудат стапи морков и да не свиткаат. И до сега све им успевало така, нели, на мускули да извршуваат. Со еден пристап, добро. Меѓутоа, сега, нели, сме констатирали и кај тебе у емисии порано, ништо веќе не е као што беше. И они се као СДСМ. Раководството. Тешко сваќаат, од дупе у глава тешко им доаѓа, за да видат дека светот не е ист, односот на силите не е ист. Центрите на моќ се прераспределени, не се само они. Они се толку арогантни, империјално арогантни, нели? Тие го уредуваа светот, тие колонизираа народи, они воведоа концепт на цивилизација и дивјаци. Сите други беа дивјаци, сега више не постои тоа. Сега сите се цивилизации и различни културни концепти. Не може никој да ти попува сега да ти рече моето е подобро. Еве како заврши. Твоето е подобро, после тебе хаос. А тебе на клоци. Не може веќе така. И сега, ајде уште еднаш. Кого? Кетри нешто, но она сега ќе решава. Жената нема капацитет, сиромашката не знае ни каде е Балканот, треба да ја однесеш. Она не знае ни со кого преговара, ги гледавме тие клипови. Прашува како се вика председател. Ние секој министер че го знаеме, секој секретар че го знаеме, зашто знаеме колку ни се важни, да. Они не знаат ни каде се спуштаат. И доаѓа. Прво у Брисел доби шамар тежок она, со такво тртење. Изразот курчење не е баш наменски, кога се правиш така, после ќе се раскурчуваш. Како што она. На последната рунда у Брисел, 10 дена после она изигравање моќ врз Белград по
Со притисокот да го прифатат по договорот. матрицата со на Косово. Рамбуе, Така, земи или остај, така. и успешната глума на србите И се дека сеќавам се првиот ден червени. ти рече дека Белград ова ќе го отфрли глад, иако они не Белград верува. може и немаше да го отфрли ако беше, да речеме, светот како пред 10-15 години. Сега Белград има две јаки карти во раце. Советот за безбедност, резолуцијата 1244 после Кумановскиот договор не може да ја сруши никој затоа што има две вета. Кина и Русија. Таа ги држи нив. Таа им дава одврзани раце. Ако со сила се обидат Косово, Северно Косово, значи да го освојат, да речеме, косоварите, во истиот момент има право по 1244 резолуцијата српската армија да ушета у својата територија и српската војска. Ете ти е едната причина зашто сакаат европјаните да ја премостат резолуцијата, односно со благослов на Америка, да излезат од Совет за безбедност и на див терен, неформален, тоа да го завршат, уценувајќи ја Србија сега, ако сакат позитивен извештај и датум за преговори, да се согласи да не важи резолуцијата која едино ја штити. Истото и го прават и на Македонија во обид сега. Нас не штити 817, појачано, засилено со Хашката пресуда. Каде што 16:0 сите суди, значи органот на Совет за безбедност, судот, Светскиот суд на правда, пресуди у наша корист. Плюс ја имаме резолуциите две, и плюс ја имаме пресудата која треба да ја имплементира Советот за безбедност. Но шизофрената ситуација беше кога ја добивме дента изрипа од амбасадор до сите дека тоа не важи, Сега ќе дојдеме не до тоа. може. Еве го сега. Они сакаат, они не може да ја поништат таа пресуда. Таа треба да ја спроведат. Бидејќи не ќе да ја спроведат, тоа значи пораз на нивната политика и све што правеле у Македонија, они викаат, ајде сега, да изместиме работава. Нема таму у Совет за безбедност ништо да решаваме, нема што да... Ај европјаните нека пробаат да ги подлажат, па можда сами ќе потпишат и ќе се пофалат, еве, ние решивме, нема потреба веќе од... Што ќе потпишеме? Па еве, ќе се согласиме да го затвориме прашањето, не гледаш, За името. Да, и тоа фино, Европска Унија ќе го заврши, ќе добие поен, ние бели во очите, као млади мајмуни, нема да важи, сами сме ја поништиле и пресудата Хашка. Нема потреба Совет за безбедност да ја имплементира. За да ни се протне тоа, се пушта тезата дека тоа ќе биде само замена за Фиро. Како не? Па ние сега сме, како да речам ја, или употребувам ја многу често израз, не сум ја клен, па ти мене дудинката ќе ми ја ставиш на јадица и јас ќе ја лапнам и ќе шетам. Видовме многу, 10.000 пати. Јас не знам, дури цинично ми звучи, ќе ми даеш ти мене, ќе ме подлажуваш на морков за војнина што ќе ми го даеш, а стапот над глава ќе ми го држиш и ја тоа ќе го играм. Па го одигравме 2001. Гледаш дека сега сме за мајтап. Тие што не тераа да го рамковниот да го подпишуваме за етапно да се нели да го уградиме како фелер у државата Али Ахмети за да може да ме уценува која ќе му текне на некој од надвор дека ќе да ме уценува со дестабилизација. Слушај, многу поминавме. Уште кој ја не знам, ако има некој слепец во оваа држава, не мислам на луѓе што немаат вид. Слепец и внатрешно, и ментално, и секако. Психички, ментално, така. Онда, стварно нема, тука не може, ни Господ не помага. Меѓутоа, овој народ е паметен народ, рационален, све му е јасно. Све му е јасно. И тука нема, гледаш дека нема игра. Мене што ме изненади овој пат. Пак со нова, очигледно се кеширани.
овие нашиве кобајаги колеги у новинарство, кеширани со свежа пара и сега истата игра. Ештон ке доаѓа, предлог, Од Немица. некој комплет пак од идеи, кој знае што е тоа. И сега го разработува по старата шема грците нели се задолжени они да ни пуштат тројански коњи, а ние да налетаме ко наивни, нели, ко млади мајмуни, фино, подарок. И да одиграме уште една тура игра за нив. Редовно тоа го прават преку медиумите грчки. Они прво спинуваат, нели, фрлаат пропаганда, нашиве колеги страсно ја пренесуваат, па На што конкретно мислиш? За да разбере народ. многу се вознемирила Грција, многу бил на македонска страна извештајот на Фуле и предлогот на Нимиц. И ние треба да се израдуваме дека е добар и ај сега ние да буткаме да се прифати, а уствари врска нема. Грци извадени се од памет, да. Не, видиме. Абе, сите игри, Грк прво кој те гледа у очите лаже. Тоа е професија. Сега ја ова го кажувам, имам нели грчка крв. Ако мене не ми е срам да го кажам, шо? Да не лажеш. Не. Кај мене македонскиот дел е појак. Нема и да сум грк, морам да се видам еднаш каква сум по природа. Гркот е тоа. Професија. И сега, они ни испакуваат, ние овдека решивме да удараме. Вака имаше. Власта не може стално да ќути, ние од други да дознаваме. Па тоа е играта. Грција провоцира и сака да добие некој повратен одговор од македонската страна. Македонската страна е попаметна, нормално нема да си ги открива. Денеска е многу позициите. попаметно ги игра медиумски, него што ги играше пред десетина. Па сега и друг е, и овде е друг просторот. И други се играчите. И други се Инаку да беше мејнстрим, како се вика, Геро, оној Борјан, сега ќе ти направеа, ќе одглумеа некаква конференција, ајде сега преговори, свашта ќе имаш. Симулација на преговори. Симулација, така. Да, Све ќе имаше. свето. Ништо од тоа нема. И свеста е друга. И све е друго. И затоа се они вознемирени, зошто нема реакција од наша страна. Не што нема реакција на нив. Ние не се попалуваме ни по заканите што ги фрла вака повремено со асистенција на американска амбасада и Али Ахмети. Го гледате ли? Не му е срам, бе. Он излага од амбасада и пред амбасада изјави дава, бе. Абе, види, она од што нормален човек, пристоен човек се срами, чувајќи го својот интегритет, гледаш дека шајшутка нема ни срам ни ништо, он мисли дека добива на тежина зидот од позади ако му е на америчка амбасада или ако се покрие со америчко знаме. Мери му го умот. Никој бе ЕСАП не му става. Сака да излезе од влада. Пошто не можело у НАТО со македонско име. Марш излагај, иди од влада. Ќе пробаш војна, ќе го јадеш стапот. Нема веќе НАТО. НАТО за да ги летне авионите му треба пари. Кој у Европа сега има пари? Не гледаш, не можат луѓето своји да си ги наранат. Нема. Аш, отиде све. Плюс, нека пробаат сега на Балканот сами да утрчаат, да играат, да видиме известни центри на моќ евроазиски што ќе им одговорат. Завчера прочитав. Да? Прв кој ќе цапне со една нога на Балканот, тој ќе однесе победата. Русија цапна воспитно уште кога ја превзема провинцијата Косово како протекторат. Не знам дали се сеќаш. Да. Улета на аеродромот и се повлекоа само колку ше. Само за да им покажат дека може. Сега. И то среде интервенција на НАТО и влета. Така. Ај сега види го утрешниот вестник, заедно го гледавме таму, што прави Русија и Србија. Воен сојуз ли ќе прават? Утрешните вестници, да.
Ај ќе ги видиш уште малку и Шангајската група војниот сојуз, пандан на НАТО евроазијски. Ова е петок. Еве, утрешен број. Еве тие, на прва страна. Еве ти. Ова ја го кажував пред 3-4 години. Русија и Србија на чекор пред воен пакт. Македонија внимателно наблюдува. Потегот на официјален Белград да стане наблюдувач во Организацијата за колективна безбедност ЦСТО, воен сојуз на Москва, според аналитичарите со Кина, да. Тоа е Шангајскиот сојуз. Според аналитичарите би помогнал. Пред 10 години новинар од Словенија, да, во интервју со Хавиер Солана, само те подсеќам, за што го преобјави Мин за Шангајскиот сојуз, го праша. Постои ли шанса Шангајскиот сојуз да се претвори во пандан и конкуренција на НАТО? Хавиер Солана, као сите многу интелигентни евроболшевици, тоа нема врска, тоа е за фрканција, го избркаа човекот од работа новинар у Слободарска Словенија. Затоа што непристојно прашање му поставил на евроболшевикот. Еве го кај стигна. Пирка, значи, време е за една цигара. Зборуваме за... Знам дека кризираш и ја кризирам. Шо, ти не пушиш? Не, ќе пропушам сега. После сиве муабети, дај една цигара. Одиме со реклами, се враќаме веднаш по тоа. Немој да најавуваш цигари, бе. Повторно во живо студиото на Јади Бурек на Сител 3. Сакаш да го прочитам оваа констатацијата што доскоро беше научна фантастика, на пример ова. Значи, да, господинот Марковски на насловот во Нова Македонија кај што вели Русија и Србија на чекор до воен пакт, Македонија внимателно наблюдува, па вели може би оваа можност како држава треба да ја искористиме, да постапиме слично како Србија и да изградиме подлабока соработка со Русија, за да не бидеме под притисокот да го менуваме името, а во исто време да најдеме начин и без НАТО сојузот да си ја осигураме државната безбедност. Добро утро. Пази, ова беше добро утро. А ова беше бласфемија до пред некоја година. Пуздрте правеа на ја бев поканета од еден форум евроатлански со присуство на НАТО, значи по порачка на НАТО, да си ги изнесам своите гледишта. Ги изнесов. Сите овие, вклучително и господинот, сите беа да ги буцнеш, НАТО им излага од крв. Кога имаш затворен мозок, а тебе те прогласува проруски. Нормално. Па види, тоа е идеолошки. Најлесно е. Дисквалификувај некого, не го слушај затоа што те боли ако го отвориш мозокот. Ти си теоретичар на заговори, ти си проруски, ти си еве видовме ние. И така. И крај. Еве го, можевме да играме, можевме да градеме политики на отворени врати или како ги викаат овие да си отвараме Windows of Opportunity. На сите страни на светот, бидејќи таква ни е положбата на земјата. Географска, геополитичка, тоа се вика геополитика на простор. Кога си раскрсница, просторна, се тријат големите политики на еден простор. Имаш опција да разиграш и да цутиш или да погинеш во некој нивни судир, ако не знаеш. Значи, таа политика е политика на раскрсница. Државата не може да... Тој е капацитетот и човечки, и економски, не е голема сила, не е никаква сила, ама е раскрсница. Слабоста треба да ја направиш, да ја надградиш со интелигенција, да ја направиш предност. За раскрсница политика ти треба добар цајкан, сообраќаец и функционални семафори. Патиштата отворени, крстосниците главни, и тој само регулира. Кога е црвено во еден правец и кога е зелено за друг правец да минува. Тоа е филозофијата. Па, све е символика. Тоа е приказната. Многу е просто.
И ти треба, за да знаеш па како да го поставиш семафорот, од друга страна треба да знаеш како дуваат ветрите. Ние до сега не кеше никој да прифати дека... не го перцепираше ова. Па не. Не, само е зелено према север. Затоа што учат од скрипти, бе, друже Јанко. Учат од скрипти и директиви, така им е моделиран мозокот. Треба некој центар на моќ да им напише и они да спроведат. Уште, колку пати сум го спомнала, тој проклет демократски централизам, тоа е друга дефиниција за робство, за заробен ум. Одгоре некоја елита ќе ти напише нешто и ти вика, изволте ти доле имплементирај. Да, ти му викаш, види, у Сибир не може, сонце нема, ама ти дошла наредбата од Сталин, 3 жетви има да правиш. Со што ќе правам жетви, човече? Во секој случај... Ова ти е и у политика кај нас. Ние немаме друга алтернатива. Ти да кажеш во политика дека немаш алтернатива, а од друга страна ти викаат изнајди мудро, дипломатско, итро, не знам какво, виспрено решение за најкомплицирани работи, а од друга страна ти вика немаш алтернативи. За све имам алтернативи. Точно така. И мислам дека... И тоа го одигра Груевски маестрално при последната посета на господјата Ешто. Ја прими, ја видели ти сликата и таа е символична. Ама ако те прашам, сигурно нема да ми кажеш. Ја видели сликата, забележана од сите камери, пуштена на сите вести, делегацијата на Европска Унија, на чело со баронесава, амбасадори, нејзини асистенти, едната страна препуна. Седи Груевски и до него Суле. Тој портпарол таму. Толку. Нема екипа. Играше симултанка човекот со Европска Унија. И после пола саат ја построи гардата и некој си емир од Катар го дочека како еве ти 2 символики. На црвен тепих. Еве ти 2 символики. Вие со вашите уцени можете да се сликате. Македонија има попаметна работа, министрите се на терен, еве ја ве примам и Суле до мене. Суле. И после тоа гардата, емирот, патот за Азија ќе си го одам. Но утре заутре ќе тргне Латинска Америка, ќе тргне Азија. Сами се виновни за ова. Македонија не одбираше, Македонија имаше искрена проевропска ориентација. Не, има она и сега. И сега. Искрена про-НАТО ориентација. Но сами го одигра ова да не свртат на друга страна. Искрено кажано. Затоа што си влегоа во една безизлезна апореја или апореја заради името, сакаме да ве примиме, спремни сте да ве примиме, вие све направите. Не, викаа дека не е услов. Вие само домашните задачи. Ние се утепавме од домашни задачи да извршуваме мене додатни услови. На крај те уценува. Министерот за одбрана сам кажува колку мировници каде све сме ангажирани за НАТО. Уште што требаше да направиме за да бидеме Па ние ќе го кркаме срамот на поразот на НАТО сегде заедно со нив. Заедно со нив, така. Мене у национална историја ми стои за секогаш дека сме учествували у освајачки походи и сите сме ги загубиле. Овдека си го вадиме джигерот 2001 како на необјавена војна, не знаевме ни што сме изгубиле. Ние ги изгубивме у Азија војните со оние. Повеќе се перцепира како место за гурбет каде што иде. Резилот ми е заеднички. Сакам да кажам дека НАТО и Европската Унија има шанса, можеа да направат премостување, како што сега бараат премостување за невозможна работа, за собственото да си го погазат, а можеа да си направат премостување елегантно и да го издампираат и така натаму. И Македонија ќе требаше да признаат дека пред 100 години направиле грешки. Јас колку пати не сакам веќе да го цитирам Даглас Херт. Човекот ми остави впечаток, он е единствениот политичар кој у лице ми шлапна. Што мислите вие? Дека ние ќе признаеме дека сме направиле грешка. Еве нема да признаат. И што сега? Попрво, вие ќе ме натераме, све ќе направиме
да не постоите отколку... И викам, шо е решението? На нас е, вика, да ве притискаме, на вас е да издржите. На крај ние ќе попуштиме, тоа ми го кажа човекот. Колку години? Ако треба и 150 и 170. Еве ти, ние веќе 100, значи 100 од Балканската, од Берлинскиот конгрес, значи тоа е 1875-та, значи 140-150 години ќе ги пуниме сега. Како се бориме? Ајде, кај да е, уште некоја година готова е. У новиот свет ние ќе си влеземе како земја, Република Македонија и како македонци, тоа е јасно. Они за тоа брзат, затоа се притисоците. Пред да се дојде до тоа, ова ќе биде признанието. Ова ќе биде признанието. Ќе биде Македонија како Република Македонија признае. Она што го зборам ја со мојов народ овдека 10 години, што го перцепираме сосема наивно и нестручно, еве ја како што го перцепирам, дека Република Македонија е доволна дистинкција од покрајината Македонија. Има политичка одредница. Зошто географска? Зошто се географска? На кого му врши работа географска? Република Македонија нема уште една. У Грција не е република, таа е област. Он сака мене да види. Глупа е играта. Да го смени идентитетот на народот. И не сакам веќе ова мислам дека како тема е завршена работа. Притисоците нема да успеат, народот е гаранција. Дури ниеден политичар во Македонија да не е, народот е гаранција. Тоа што еве дури некој да се обиде да го подпише тоа, нема да може да се имплементира. Ќе настане таков хаос невиден. А преседанот у светски рамки не може да го поднесе никој. Знаеш ли што се отвара? Се отвара, Боже, врата од пекол. Таков преседан, некој со одлука да реши некој народ да исчезне. Тоа, не знам, еквивалент е да атомски и не знам какви бомби да истуреш. Тоа е марширање на нацифашизам на голема врата. Таков свет, ја не верувам дека некој ќе го поднесе. Дали во светска политика сме виделе до сега да се признае грешка, не за случај во има. Се извинјаваат по 100 години, паѓаат на колена, да, има. Има. Значи мислиш дека... Ама на мртов народ кој ќе чуе ако да му се извиниш? Еве и на абориджините 74-та година што им историја и никој у светот не дозна атомски бомби, проби правеле, ги уништија луѓето, сега дознааме 1974 која е се? Да, ама има нивни наследници кои има? Кај има? На абориджините. Десеткувани се. Никој у областа таму каде што е фрлена бомба нема ништо, не можат ни да се вратат. Кој ќе се врати? Кај ќе се врати? Ти си уништил. Некогој сега му се извинјаваш. Шо му се извинјаваш? На тие што изумреа, семејствата што им изумреа. Што ќе им даеш репарација, што? Ги нема. Оно барем имаат шанса еве да продолжат да екзистираат. Па и ова Македонија, колку бевме, каде бевме, екзодус, протерување, побугарчување, посрбување, дело таа маса ни ја нема. Исчезнато е? Не, ни јас нема. Па затоа сме ние сега мали. Ние снема, после трета генерација не знае кој е, кај е, хаос, си иселил, заборел и корен и јазик, како? Тие, се Југословени. Сите работи и отие. Нема. И сега ја ќе му дам, ама види, народи пред исчезнување, кога се притеснети, како што е еврејскиот или еве македонскиот, знаеш, доаѓа еден момент кога колективот се стега и внатрешна, колективна сила ги тера да направат надчовечки квантен скок во друг простор, друго време. И стануваат многу силни, духовно силни, обединети. Ние сме на трагот на тоа. Не те разбирам. Мислиш дека ние оваа криза не направи посилни. Оваа генерација сега што живее, што растеше у овие турбуленции со овој проблем, е 10 пати посилна од мене и тебе. Посвесна, посилна, внатрешно посилна, со самосвест и самочувство.
Нема тука кај нив колебање, па ај се ќе седиме, па ќе мозгаме, па ќе дај нешто компромис, нешто два му директива од горе доле. Не иде. Ова млада генерација со овој проблем што растеше и зрееше, не гледа како монструми нас, кој им објаснува, знаеш што, двојна формула, тројна формула, диалог. Кој диалог, бе? Имам име, со ова сум се родил, ај сектор. Човече, ние вака. Значи, имам таква среќа и таква привилегија. Секој ден со многу народ да комуницирам. Нормален, обичен народ. Не сум сретнала до сега некој различно да мисли, без оглед дали е политички лев, десен или неопределен, ништо. Ова е фикс. Фикс. Ова го дознаа и овие од Запад што работат на перцепции. Затоа ги нема оние центри медиумски, мегафонски, кеширани со нивното зрачење. Сакаш да ми кажеш дека народот веќе не се плаши од големи згради, од амбасади кои нарекуваат на народот само од едно се плаши. Дека ќе мора да му пресуди, не да е Боже на некој политичар што ќе му брцне у джигер. Јас ништо друго не ги прашувам. Дали се свесни, било кој, што ќе ги снајде, ако помислат да направат таква свинштина. Нека не чека некој. Ни судови, ни протести. Ова све што го говореше, го потенцираш и го поврзуваше дека дури може и да се поврза и со сегашниви избори на некој начин. Да. Затоа што беа повикувања. Како го поврза тоа? Затоа што многумина заборавија од тие политичари ги заборавија референдумите, бидејќи нели имаше повик дека овие избори ќе бидат референдум за рушење на власта. А ги заборавија референдумите на прославата, стотиците, на дочекот на кошаркари. Све забораваат. Све тоа забораваат на таа синергија народна што се случи. Они на овие избори испратија две поруки што не ги видам. Ме чуди како, пошто јас стварно мислам дека овој пат сум била ептен прецизно. И со резултати, и со бројки, со... Прво, од ароганција, вклучително и ВМРО ДПМН, кој ептен се подпира само на некакви рейтинг листи, на некакви бројки. Да, е дури страшно. Со таква слаба самодоверба у себе, со таква неувереност дека ке тепаат на избори. Така. Значи, ме изненадија со изјавите Илија Димовски првите, не знам, кога му видов сурат, се исплашив. Човекот, као испиен, не сме сигурни, 40-45 илјади разлика, па тоа се пренесе кај новинарите, па латас дури и со истите математики, без малку као да препарираше терен, да не се потресе народот кој ќе види демек мала разлика. И јас си кажав, без 120.000 разлика нема да биде ова. И таму, значи, неделата, кога бевме у студија, усител. Каде е грешката? Си седнале големите аналитичари од разни агенции и као фиксна си ја рачунаат она маса на неопределен свет, кој не излага на избори или не е задоволна од никого или никогаш не гласа, не знам што. Знаеш таа кога се буди? Као што ти реков, кога е колективот инстинктивно осеќаш дека заедницата ти е нападната. И тогаш излагаш, секоја мравка се собира и го брани мравјалникот. Тоа е инстинкт. Ние сме родени со тоа, ние сме животинска врста. Ако сме Божии битија, ти што викаш. Ние сме као колективитет, замислени, збир од индивидуи. Никој не го порекнува инстинктот. И сега гледај, тој број, сите ние што сме следеле со години, секакви избори, секаде, знаеме. Тој број се рефлектира од до 10 саат бајле.
И секогаш мене ме интересира излезноста до 10 саа. Ако е над 10%, сите индикатори непогрешиво секогаш покажуваат огромна излезност. Огромната излезност значи дека пасивниот дел од населението се активира. И тој гласа за оној што он мисли дека подобро му го застапува интересот на заедницата. Во случајов, територијалната поделба, проблемот со името, нели, пакет еден, ова, како се вика, безредијата што беа од 20 самиот понеделник, како што го викаат, од декември кога почна. И они ги решија изборите и тоа ги решија на оваков начин. Што препозна по тебе народот во Све препозна дека ова другово ќе ги репризата ја видоа од 2001, 2002, сите фази на преговори со меѓународен фактор, фино дадоа шут карта. Ама и дадоа жут картон на власта. Да не забораваме. Да не се занесува, да не забегува. Видиш на колку места се идеше втор круг. Пратија, значи граѓаните, пратија силни пораки. Ја срозаа, ја уништија опозицијата, не е таа опозиција, али таа групација, не знам што се тие. И пратија опомена до власта. Мислиш дека ја укапира власта опомената? И тоа како? И тоа како? И сега ќе видиш ти работната агенда на оваа влада, ако не ме лажат мене. Ова се моите впечатоци. Јас ќе ги следам, работната агенда на владата ќе биде сообразена со ова што го видоа како порака од народот. Груевски може да биде се нешто, ама е многу рационален и одличен аналитичар. Дури и да не кажува, многу добро ги разбира тие работи. И ние ќе го видиме тоа. Ќе се одрази приоритетите кои ќе видат, начинот на кој ќе комуницира со народ. Тоа се врвни параметри по кои се одредува. Овие избори се многу значајни за тоа. Никој не може да каже дека се фалсификувани. Напротив, запрепастувачки видовме фалсификати што ги прават тие што плачат дека се онеправдани. Тоа е запрепастувачки, колку длабоки корени има таа нивна мрежа. Сервилноста на таа врхушка во опозицијата и подготвеноста да соработува со затоа се играчи. во секоја нивна, бидејќи очигледно се свесни дека преку народот не може да се вратат назад. Тоа не пали веќе. Еве сега се уверија. Види, се уверија на изборите. Они по инерција тек туку уште ќе фрлат некоја паричка за некој така лоби групи во Македонија. ЗНМ, не знам ова, она, некои притисоци ќе се обидат, ама они го видоа ефектот, поголем ефект очекуваа од Али Ахмети овој пат. Што му се деси на Али Ахмети со колумната? Со колумната. Како заврши он? Прво му испрати порака ВМРО ДПМН да си седи мадро и да си гледа работата, дека македонската кауза нема никој да ја измести, дека е тоа неповратен процес и сега не ти го раскажувам денеска, вчера кога им беше, и изјавата на Груевски. Да? Човеков, сликовито да се изразам, да не е, вака се му рече, односно, ја така го доживеав. Кој бе тој Али Ахмети? Ео вака. Ја на секакви ултиматуми, какви мене ме притискат, па сега он ли, од него ли да се плашам? Него рецна. Знаеш ли ти што е тоа? Без малку му е отвори вратата. Ако сакаш, дечко, да ме уценуеш како Бранко Црвенковски, со волерс или без волерс за тебе, ќе ти ја отворам вратата, клоца у задник
Па макар би добил и центар. Не, ќе идам на и избори. Куманово, и- Не, на парламентарни, која ќе се отиде коалиција, што ќе преш? Така. Нови парламентарни избори избори. ќе ги згази со се народ. Не 120.000 сега. Разликата ќе биде Да. Интересно како се стиша повикот за Одма. предвремени парламентарни избори. Одма нема. Сега да побара Груевски, Фуле ќе му дојде со цела екипа и ќе му рече: види, Не е време. не е време. Ама пред изборите локални Го притиска. притиска да прифати на Бранко ултиматумот. А сега ни Бранко сам не сака да ги прифати. Па нели он беше самоуверен еден глас више да имал, да идоле на... Легитимитет. Да, Има за- да, да. А сега Сега нема. сигурно ќе треба многу да се ќе треба и таму да се смени, но очигледно таа матрица или ќе се смени во корист на македонскиот народ и македонските интереси, или ако останат вака како што се едноставно тоењето ќе Не ме интересира. Но тоа е една Они нек си водат сметка, ние со нив нема што да се занимаваме. Но се занимаваме со нив, Мирка, затоа што се најчесто, оне како викаат странците, леверидж, оние се оската преку која се врши Добро, да. притисокот Ама нема се. кај нас. Велиш во еден момент овдека во интервјуто сама кажа дека како ретко кога ние нити треба да се плашиме од внатрешни притисоци, дестабилизација и така натаму и така Ја натаму. дефинираме што е тоа плашење. во Стравот е смисло- иманентен да составен дел од нас, тоа е одбранбен механизам, Но секој дека се нема да плаши. функционира. Не, види, можеш ти, ако не водиш паметна политика, ако не гледаш кој што ти прави, можеш да заглавиш у голема бега. Но јас ти викам дека она што си го замислуваат сите, дека треба да дојде да не избомбардира НАТО, па ќе не нападне Лаучек, тоа заборави го. Тоа кошта. Оние што се заинтересирани за тоа немаат пари. Кој? Грција ќе дава пари, па таа заглавена 300 години не може да врати главница, а да не збориме за камати. Но за овие работи секогаш имаат паричка Кој? за За кое? за хеджери. Ти знаеш ли, имаш ли секогаш? представа колку кошта една војна, прво логистички? Луѓство да платиш материјали, да ти знаеш ли која скапа операција? НАТО нема пари, човече не може да навежба да ги изнесат авионите. Треба авионите не идат на воздух и на љубов. Војска треба да анимираш. Таа е, нели, професионална војска сегде. Треба да ја кешираш, треба пат да отвориш до негде, логистика, храна да им носиш. Тоа се ненормални суми пари. Значи, ако можеме да предпоставиме што понатаму ќе се случи ако се обидат. За Македонија ќе ја дига значи, некој. ако оние притисоци не успеат, а нема да успеат сега за прифаќање на некои нови предлози, пакети и така натаму, евентуалните притисоци Ништо и воредно нема. дестабилизација, ништо Јанко, нема не знам ја воредно што да е се- воредно. Нимиц ги викна на разговор да види да истестира дали има некоја промена во гледиштата и на двете страни, што он нели ги посредува. Он дава добри услуги само. Велиш И дека- да им фрли на маса, имам уште неколку предлози. И велиш дека нашето најсилно оружје во тој момент може да бидат и предвремени парламентарни избори, што толку ги пека и ги бара опозиција. Не знам ја Во тој момент. кога ги бара. Ја не слушнав сега дека ги бара, ги бараше пред локални Пред избори. локални избори. Сега не сум сигурна дека уопште нешто бара. Таа си има своje гајле, треба да се организира внатрешно, конгрес ги чека, не знам што ги чека. Уште раните ги лечат човече. Како сега ние греота е да ги оставиме луѓето да си соберат малку сила. Можда ќе им текне нешто, можда и они ќе се освестат, од кај знаеш. Остај ги нив. Временскиот теснец е у Европска Унија. Нив ги чекаат избори. Па идат, Имаше една у Германија идат избори. Идат у Европска Унија избори. На реизбор се тие комесари, не знам што, нивни службеници, асистенти. Тоа е една војска паразитска која се храни од европски пари. На нив им е многу густо, бе, човече. Имаше една ископирана по идеја, па префрлена за наши потреби, која Фрчковски ја напише и ја пушти за формирање на две Македонии во која едната ќе бидат за енклави и така натаму. слободарски. Да, слободарски и така Па и натаму. тоа е украдено од Втора светска војна. Слободна територија. Интересно дека
ти го анализираше во еден неврзан разговор дека тоа потекнува од дека и тоа му е ископирано од една идеја, но беше интересна самата идеја дека промените во Европската унија кои треба да настанат, бидејќи она во овој момент стварно не знае како да се преструктурира. Она ќе опстане, ама во која форма не се знае како ќе Голем е опстане. отпорот, она би сакала јасни се концептите. Дали ќе биде Соединети европски држави? Едното е британски, од другиот германско-француски. Тоа се концептите. Да биде две Европи. Едната да биде составена од Германија и Франција, да речеме, и сите околни да бидат второстепени земји. Не. Германија и Франција предполагаат центристички концепт, така наречен франачки модел. А британците предпочитаат нешто како децентрализирана Европа со саморегулирани држави и слаб центар, кој као логистика повеќе служи. Заеднички пазар обезбедува, ете да речем. Но и двата концепти не може да се усогласат и они сега почнуваат однатре да си ја јадат сами субстанцата. Почнуваат да лобираат. Како ме потсеќа ова на Југославија, не можам да ти опишам. Па секоја сложена градба така... Со тоа што европјаните не го излекуваат, освен Нејджел Фараш, кој му текна и вика, ало, ова Југославија веќе се случи, а ние го преживеавме. Ние го преживеавме, Советскиот сојуз. Јас се чудам како мене ми е јасно, викам да... Видиш како ти е јасно, затоа што имаш искуство. Го видов, го преживеав, дури и да не ќев да ми интересира. И сега слика тебе ти иде, а на оној таму, не знам, само доволен германец кој знае само едно, да него не му е јасно. Они ја гледаат шансата и викат сега ќе се престроиме преку кризава економска. При тоа, сите аргументи ги земаме. Значи, не сум ја против тоа Германија што се обидува да централизира. Таа си има ваков концепт. Ја произведувам, ја на грбот ги носам, јас највише плаќам, и сега редно е јас да одлучувам по мојот глас да биде потежок од на овој другиот. Франција е тука смешната земја, таа е, како се вика, стално се учипуе. Таа историски е тоа. Да му се увлече на некој и да цица, они се аристократи. И сега они ќеруваат, се залепиле до германците да ќарат нешто више. Меѓутоа, еве ти кажувам, таман Меркелка се реши тоа да го почне да го работи и истрча Камерон со тој фамозен говор ги легна, ама поелегантен говор и посуштински, одавна неам слушнато. Историски говор, дефинитивно. И ги шамара им рече, види, прајте се вие, ама Британија кој ќе ви утрча. Без Британија не може да, не мислим, многу има инвестирано у оваа Европа. Преку 2 светски војни. Многу ја коштате Велика Британија. Да не забораваме, у Втора светска војна Велика Британија го загуби своето царство, империјата. Ја загуби Азија, загуби Блиски Исток, Африка. Заради Германија. Затоа падна Черчил. Да. Победата у војна е едно, ама империјата ја изгуби. Пошто се роди нов свет. Замрзна и тој концепт и сега се чудат што да прават. Ај сега ќе примаме ново, ќе дадеме импулс на балканскиве земји, нешто мора, нешто позитивно да се извади. Како? За кој андрак постои бе таа Европска унија, која не може ни надворешна политика, никој не ја слуша, внатре не може економски да се среди. Сваќаш, почнуваат прашања. Па почнуваат прашања, не е само Европска унија, што прави бе тоа опсе за стабилност и не знам што? Европска организација за стабилност, а Канада и членува и Америка, па и Русија е членка, а имаме НАТО. Што работат овие? Зошто ги раниме ние? Па Совет за Европа за прашања од повелбата на Обединети нации за човекови права. Советот на Европа е тоа. Малцинства, прекршени слободи. А тие бе за што зимаат пари? Еден народ у Европа не е признат, малцинства као ромите ги матлеат кај ќе стигнат,
А од друга страна демократија продаваат Да, правата и пари така се истурат. Море, знаеш ли ти колкави буџети имаат тие? Администрации, бирократии, згради, струја, вода, плати на тие функционери, како Рим, бонуси, не знам, дневници. Ти знаеш ли кој е? како Рим е станат Брисел. Те Страсбург, те Брисел, па два дома им. Пази, малку им е еден, и тоа овој бараш го кажува, малку е на едно место да сме собрани као парламент, па да имаме на викендите кај да шетнеме. Па ај и до Страсбург ке идеме и ке шетаме. Што тебе у таа визија под микроскоп или на телескоп, како и да ја перцепираш, што е реалноста во она што го знаеме како политичка историја, бидејќи нели за да донесе заклучок треба да знае што се случувало и како може и ментално да нели една психоисторија може да се извлече како наука, како може да се развиваат. Кој е правецот по тебе најреален кој Европа ќе го зафати? Не верувам дека ќе биде успешен, но по тебе како ти се гледаат работите, што ќе се случува? Во втората фаза на транзиција на Европа ќе се случи она што и Џорџ Фридман го има предвидено за 21 век. Америка е во специфична ситуација сега. Неа и треба Европска унија. Фактички, она ја крепи од распад. Ама, пошто Америка е сепак многу попрагматична од европјаните, таква и е историјата, она сега гледа каде се создаваат или како се групираат центрите на моќ во Европа. И она заигрува паралелно. Од една страна ќе ја штити како трајна придобивка или како мајка во фирмата Велика Британија, ама ќе ја штити и Полска како нов регионален играч, бидејќи американците со визија предвидуваат дека моќта од Западна Европа кризира, мислам, комплетно Западна Европа. Тие стари Нобел држави кризираат и не можат долго време да се опорават, освен северот, нордиските, како Норвешка, Шведска и Финска, кои имаат алтернатива, нели Северното море изобилува со нафта, они се сосопственици заедно со таа група деветорка кои излагаат на северните мориња, имаат направено борд и почеток никулец на политички сојуз. Тука е и Москва, тука е и Исланд, Данска. И затоа не можеш да ги видиш така да заиграат и со Централната Европа, они и со играат, НАТО, не. и со... Значи, они играат и неутрално, и вака, така. Но, Полска, која е видена како центар регионален во 21 век, европски центар, и стратешки позиционирана према Русија, нели со резерви, да не речам напати и непријателски расположена, Америка ја избира за свој сојузник главен. Ама сама Полска е ранлива заради нејзината геополитичка положба. Она, ако речат русите да ја газат, она е неодбранлива, е територијално е... Пред емисијата ми ја спомна Полска и во една друга сега ти ја кажувам, Вишеградскиот сојуз. Кога е донесен тој сојуз? Тоа е 1915 во екот на Прва светска војна. Се јавува идеја за Вишеградски одбранбен сојуз, кој ќе оди за да ја компензира оваа слаба геополитичка позиција на Полска, која тешко може да се брани од Русија, ама е притисната и од Германија. И она иде, таа е, веројатно, заедно ја имаат работено со британците, таа идеја да се сврзе Вишеградскиот сојуз како воен одбранбен сојуз, да иде до Турција, до Мала Азија. Значи, Полска, сите овие земји вака наредени од Источна Европа према нас, вклучително со Македонија, без Грција, со Бугарија, со Турција. Турција има, Велика Британија има страотно амбивалентен однос према Турција. Час и е сојузник, час и е непријател, во зависност од разни ситуации. Гледаш сега,
Сега и е пријател, она инсистира Турција да влезе во Европска Унија. За разлика од Германија и Франција, нели? Кои неќе да чујат. Да. Сега гледај. Интересно, значи лани 2012 се обновува идејата За Вишеградски. Вишеградски сојуз и поканете се сите земји, тогаш отиде Груевски. Во Полска Сите овие се земји кои слика, значи Полска, Естонија, Литванија, тие, како се вика, Чешка, надоле све. Румунија, Унгарија. Бугарија, да, Бугарија. бивша Југославија, све до Турција. И символиката на тој гест и тој чин. Значи, поздрав, никој не реагира негативно, вклучително и НАТО, не се наљутија дека се формира. Поздравен од Америка, а гостин случајно баш тогаш дошол кинескиот премиер. кога се сликаше и нашиот Груевски. премиер до него. У први ред, полскиот председател, кинескиот премиер и Никола Груевски. Во такви слики нема случајност. Нема случајности. Дотолку повеќе, што неколку месеци пред тоа, токму полскиот амбасадор во Македонија, во чудесно, не знам каква изјава, се чудев и ја, зошто ја дава човеков сега, не опомена со дипломатски речник, виж како сум ја запамтила. Моето професионално уво ја маркирало, а не ми е јасно што па полскиот амбасадор не опомена. Ако не можете да влезете во НАТО на голема врата, гледајте да ги искористите тие прозорците на можност, низ некој прозор да влезе. Windows of... Сега, види, мене Сега до се тука разјасни. ми фаќа црпката. Ја немам информации што се дешава, ја ова сама све си го складирам благодарение на моите знања. Сакаш да кажеш ова се некои природни работи кога Европа и НАТО не може да функционираат, тогаш народите и државите имаат природна тенденција да се реорганизираат нормално, па за да како се не чувствуваат изумираат, безбедни. нема да изумрат заради некоја криза. Значи ова не се некои страшни теории на заговор, ова се инстинктивни Па еве, јас ти ги кажав како- природни насоки кои државите едноставно природно си доаѓаат до овие заклучоци. Значи се Така. родила идеја, нужда и останала запишана. Се активира кога доаѓа криза. Дошла криза у Европска Унија во Се активира безбедносниот систем, а идејата нормално Но можеби НАТО и Европската Унија ја поздравуваат затоа што ова може ја да биде одмолча. Ја одмолча. Ја одмолча. Не, можеби токму заради ЦСТО. Не, Полска Стравот за да останува не- дел од ЦСТО. НАТО. Така, останува дел од НАТО. Меѓутоа, ти вика време е ние да си обезбедиме кој ќе не брани нас. Ако дојдат големи гужви. Безбедносно, секоја земја одговара за Зела својата дека Русија, безбедност. не знам денеска дали може поинаку да се перцепира. Обично Русија низ историјата била многу лоша тараба за подпирање, поготоа за Македонија. А не, ја не викам да се подпираме. Ја мислам дека се слушнавме и се разбравме. Ја викам да си поставиме ние цајкан кој ќе регулира. Ние нема да им речеме на Русија и Кина, види, вашите аута нема да пројдат низ нашата раскрсница. Семафорот ни работи само, како се вика тоа, коридор 10. Но да им Не дозволиме пијете. нивни интерес за да секакви нивниот интерес интереси. овдека го барат А за да го интереси. заштитат. Така. Секакви интереси ќе ти дадат. Еве гледаш тука и еве ти го и Мизрахи ти пишува. Израел е заинтересиран низ Балканот да си го најдат, да си го трасираат патот у Европа. Па зашо да не си го трасираат? Еве го. Еве го. Балканот да стане алтернативен пат на Израел до Европа. Сите бараат шорткат. Сите бараат отворени комуникации и координати. Што има ја да му ја мислам? Ја ќе се затворам овде, ќе бидам Еве го клава на... дневник исто на насловна страна, вика грчките аналитичари ги спуштаат очекувањата. Па нормално. Зогопулос, ништо спектакуларно Па нема да се нормално. случи до Што јуни. кажав? Ете Токму го. тоа. Мене ми треба некој експерт од негде да ми каже. Јас сум си доволно паметна сама да кажам. Па ние сами ќе дознаеме ако има нешто. Ке ми кажуваат, ќе пренесувам ја, некои грци што рекле, не знам, Ештон што направило, ништо не направиле. Токму тоа што го кажуваш. И ние, знаеш што, кога не знае човек, се фасцинира од моќ, од лик, од не знам, од перцепција. Кога знаеш, ти
Ти ги објективизираш работите, нема што мене некој да ме бауки, ја у Аполи сега да верувам на овие години. Тоа е срамота за менталниот код наш. Си знам, ќе си читам, ќе си се информирам, ќе си го редам сама мозаикот и нема да утнам. Плюс си верувам на интуицијата, која ни е уградена, дадена, на инстинктот што го имаме. Па ти бе со секого што седиш, после 5 минута не знаеш што ти мисли. Знам. Му го читаш говорот на тело. Го читаш. Енергетски осеќаш Веќе дали ти е нешто јасно. функционира. Да, на подсвесно ниво. Па тоа се све таленти што ги имаме, со тие сме родени, сме ги развивале. Ништо посебно, ништо чудно. Само човек да дое у прилика да ги развие. Само дали веруваш у себе. Тоа е прашањето. Дали имаш силна самодоверба дека ти она што го мислиш е незагадено твое. Тогаш си ти силен. Ти благодарам за ова, прво за анализата, навистина час и половина, исцрпна анализа. Ваков час, мене искрено да ви кажам, се надевам дека на еден разбирлив јазик, да не значи не наменет за стручната јавност, туку за народот. Мислам дека ќе бидат задоволни, дека е ова тоа што ми го бараат, да те поканам и што им требаше разјаснување малце. Има некои луѓе подоцна, порано, подоцна, но колку повеќе му разјаснуваме, толку повеќе му олеснуваме. Впрочем, ако ништо друго од хумани причини. Ја ти благодарам за гостувањето. Но ќе ве замолам, останете уште малку, ќе одиме со уште еден блок на реклами. Морам да најавам неколку интересни работи и скандалозни кои излегоа сега во весниците, веќе им ги представам веднаш по рекламите на гледачите. Драги мои, имавте можност да го проследите гостувањето, интервјуто со Мирка Велиновски, низината анализа за политичките состојби кај нас и во Европа. Она што сакам да ви го најавам се неколку драматични, многу важни работи кои излегува во печатените медиуми. Топло ви препорачувам да го купите утрешниот број на Дневник. Има една скандалозна фотографија кој многумина ќе ги извади дефинитивно од памет. Страшна работа. Фали ме устовот и ќе те чепам. На Антена, добро, Антена дефинитивно не смеете да ја пропуштите. Драги мои, сакам да ви кажам дека утре, после сите овие емисии, особено емисиите за кои беа посветени за политиката, изборието и така натаму, се почесто барате од мене емисии кои ќе содржат теми кои се различни од она што е секојдневие политичко кај нас. Утре ќе имаме интервју во кое ќе ви ја презентираме квантната медицина, ќе ви презентираме начините на низиното функционирање, ќе ви презентираме дета апарати кои лечат со помош на вибрација, како и разговори во врска со новата свест кај граѓаните, особено една интересна теза која научниците на Русија веќе ја докажа и ја потврдуваат веќе скоро сите научници во светот, дека молитвата лечи. Како научен факт, не како факт кој ние како верници го знаеме или вие го предпоставувате. Затоа ве канам утре вечер да бидете на оваа фреквенција, на овој термин и да проследите интервјуто со доктор Дејан Сарчевски. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.